Ви благодарам, председателя. Голема почит до министерката, колеги пратеници. Се работи за министер од сектор кој што е најтешкиот ресор, а во исто време и најлесниот. Најтешкиот заради тоа што има плејада на проблеми со кои што се соочува тој сектор, меѓутоа најлесниот ресор од аспект на тоа дека овие закони треба да поминат низ собрание, а во собранискиот состав во Република Македонија ги имаме либералите кои што тежат кон правичност, ги имаме социјалдемократите, чие што начало на функционирање треба да биде еднаквост, и десничарите чие начално е солидарност, па сите заедно може да издействуваме добри закони за целата држава. Јас не сакав кога веќе се одлучивме за јавна расправа да навлегувам премногу во прашања. Да, не ми е јасен бројот на луѓе кои што ќе бидат вклучени во самиот процес, 200. Не знам ни под кој основ е направена анализата, бидејќи не ја видовме, очекував да ја образложите. Рековте дека сте виделе дека во последните 2 години баратели на ваква услуга биле само 180, односно оние кои што ја искористиле услугата. Колку биле баратели не знаеме, немаме централни регистри. Исто така, согласно информациите од невладините организации и Сдруженијата на граѓани, често пати слушаме дека истите се соочуваат со проблемот на недостаток на лицензиран кадар или воопшто кадар кој што би можел да помогне во овие ситуации. Така да, што се однесува до личните асистенти кои што до сега беа лицензирани, огромен процент од нив ја напушти државата, преди се поради малите примања, и повторно се работи за мали примања. Велиме во ова законско решение личните асистенти ќе бидат активирани 80 часа во месецот, што во заклучок доаѓа дека е 4 часа на ден. Тоа е првен временски ограничен рок, а второ, примањето од 234 денари по час е исклучително низок за лица кои што треба да одговараат по сите основи за овие дечиња, особено децата од 6 до 18 години старост, кои што може се и се што да им се случи во тие часови додека се со личните асистенти. Имаат еден епилептичен напад, падот може да настане се и се што, значи за тоа вината ќе ја сноси кој? Личниот асистент е тука целосно да го обслужи барањето на едно такво детенце, буквално како родител и повеќе од тоа. Така да примањата се небулозно ниски, според мене. Го споменавте заводот Топанско поле и рековте дека ќе се прави во него центар за згрижување на лица со попреченост и аутизам. Министерке, овој центар веќе беше направен со норвешка интервенција, односно норвешки финанси, пред многу години. А во рамките на заводот Топанско поле директорот своевремено алармираше до Министерството дека во дворното место министерката директно подпишала договори со НГО и одземала згради и објекти. Тој записник го имате во Министерството и се надевам дека самите службеници ќе ви го достават. Што се однесува до дискусијата на која што начнавте приговарањето за отварање на куќи за деинституционализација, да, тоа е голем исчекор. Ние сме единствената држава во светот која што има целосна, апсолутна деинституционализација и инклузија на ученици. Истата е покриена со финансии од УНИЦЕФ и треба да се запрашаме, ако градиме системски решенија, како истиве ќе бидат одржливи кога УНИЦЕФ ќе прекине да ги плаќа кириите. Што ќе правиме со овие младенци, што ќе правиме со овие луѓе? Кога се зборува за деинституционализација и целосна инклузија, треба да внимаваме дали во таа целосна инклузија може не сакајки да направиме сегрегација. Напротив, едно детенце кое што има попречен вид, на кој што ќе му се затвори училиштето за деца со попречен вид или глувост и наглувост, треба сепак да му биде овозможено со посебни тренинзи да функционира во општеството. Затоа беа тие посебни училишта, а не сегрегирање во некоја посебна просторија. За мене ова е неприфатливо. Меѓутоа, сметам дека јавната расправа ќе отвори многу теми од луѓе кои што секојдневно ги живеат овие проблеми, кои што се соочени со овие проблеми, и така ќе направиме законско решение кој што ќе биде бенефитарно за целата држава. Ви благодарам.